Инвеститорите без пречки ќе добијат градежна дозвола за изградба на фамозните облакодери високи над 80 метри во центарот на Скопје. Според председателката на антикорупцијска, неопходен е граѓански притисок да се суспендира ДУП-от, кој не е во согласност со генералниот урбанистички план. И 8,8 пати ги надминува параметрите во однос на површината за домување и бројот на жители. Овој план C08, што е кај Holiday Inn, 8,8 пати го надминува генералниот урбанистички план. И што значи тоа? Значи, пазете, во Скопје, Котлина, трусно подрачје, со земјотреси, ние тоа ќе градиме, па ние треба да сме архитекти за да знаеме дека тоа не треба да се прави. Земјиште кое што се уште е во процес на денационализација е продадено од страна на државата, зашто законот вика да, може 30% ако имате ваше, 70% можете да го окрупните, значи законска корупција врв. За да се реализира планот, инвеститорите не губат време. Веќе е направена пресметка за износот на комуналии што треба да се плати на општина Центар и град Скопје. И вкупно изнесува 150 милиони денари. Тече постапката за изградба на висококатници овде на парцелата наспроти Holiday Inn. Се отвора прашањето како ќе биде зачуван јавниот простор и зеленилото, со оглед на тоа дека во планот за оваа локација не е предвидена 20% зелена површина по парцела, согласно законот за урбано зеленило. И дали граѓаните од оваа градска четврт ќе имаат пристојни услови за живот. Граѓаните лути на оваа идеја, велат дека главниот град е пренатрупан и нема потреба од нови градби. Има премногу згради, колку што знаеме, тука студираме веќе 3 години, така да ќе не смета. Нема потреба од висококатници. Повеќе Скопје нема воздух од згради, од катни гаражи, нема воздух веќе, не знам што да кажам. Не е варен. Не варен, го затрпа Скопје со згради. Мислам дека е глупосно. Што можеме ние да направиме? Градот треба да има повеќе позеленило да има. По едно време шалената револуција беше против тоа. Сега кој е иницијатор? Не му е местото таму на такви висококатници. Таму е за отворен простор, некој нешто архитектите да предвидат нешто друго. Се обративме до општина Центар колку и какви згради точно ќе се градат на големиот паркинг спроти ГТЦ, но од таму молк. Неофицијално предвидено е проектот да се реализира во 3 фази, а крајниот резултат ќе биде 3 кули од 15, 20 и 25 ката.